Жетвата на пченицата е започната, но старата судбина на лебното зрно пак се повторува, бидејќи се уште нема дефинитивен договор за откупната цена помеѓу мелничарите и земјоделците. Во овој момент мелничарите сметаат дека нивна реална понуда за производителите на пченица може да биде од 8,5 до 10 денари по килограм, што земјоделците ќе ги доведе до целосен колапс. Од друга страна, неколку години власта ветуваше дополнителни 2,5 денари, меѓутоа ресорниот министер смета дека тоа е уцена од откупувачите и нема тоа да го дозволи. Уцени таков пристап нема да се прифати од страна на државата, веќе има поместување од нивните ставови. Наредните денови, односно следна недела, ние ќе имаме и состанок. Тоа што го кажувате е точно, дека цените во берза на светско ниво и во регионот растат и тоа треба да биде тренд и тука за самите производители да ги добијат тие или слични цени и што и да преземаме ние како држава, како министерство во делот на субвенционирање. Тоа не треба да се свати за намалување на цената од страна на мелничарите кон производителите, односно кон земјоделците. Што и да биде, тоа треба да биде за да бидеме поконкурентни на самиот пазар во регионот и пошироко. Во врска со оваа недефинирана и неизвестна состојба околу откупот на пченицата, министерот Хоџа, кој денеска присуствуваше на отпочнувањето на жетвата во земјоделскиот комбинат Пелагонија како најголем производител на храна во Македонија, тој искажа оптимизам заради зголемувањето на површините со пченица во однос на лани за 7%. Меѓутоа, неофицијалните бројки за кои се зборува и молчи се дека годинава под пченица се околу 80.000 хектари со очекувана реколта од 200.000 тони или дефицит од 150.000 тони во вкупните потреби. Поради ценовниот диспаритет, последниве години се откупува од 100 до 120.000 тони, а останатото завршувало како добиточна храна. Се разбира, под закрила на протоколите од ЦЕФТА, во Македонија од Србија се увезува високо квалитетно брашно за само 14 денари по принцип франко истоварено, што домашниот мелнички бизнис го фрла на плеки.